Добро вечер, се враќаме назад во дебатниот дел од отвореното студио 1 на 1 ТВ. Во наредниот час и нешто, веројатно, ќе останете со нас и ќе ви раскажеме една, се надевам, интересна приказна, бидејќи викендов од петокот практично бевме во Албанија, во Тирана, каде што во петокот вечерта се одржа веројатно најголемите демонстрации политички во земјата во последните десетина години, кои ги организираше опозицијата, а кои што беа во оној след на демонстрации со кои што сакаат да ги дочекаат закажаните локални избори наредниот викенд, кои што опозицијата најави дека ќе ги бойкотира, но и најави дека нема да дозволи да се одржат, што и да значи тоа. За Албанија е за жал во тешка, длабока политичка криза, а за да видиме што точно се случуваше во таа криза и затоа што мојот впечаток дека ние недоволно се занимаваме со сите наши соседи, меѓутоа особено со Албанија, бидејќи пак договорот околу приемот и почетокот на преговорите, датумот за преговори со Европската Унија е врзан во овој пар албанско-македонски. Сакавме да видиме какви се шансите да Република Албанија на извесен начин дојде до точката на тоа да биде прифатлива за отворање на преговори во октомври, кога е поместено целото датумирање на тие отворени преговори. Во Албанија бевме со колегата Агрон Биба. Агрон, добро вечер. Само кратко да те представам. Агрон е охриđанец. Така. Со кого се знаеме многу години. Албанец кој што живее по родители со колена наназад во Охрид. Меѓутоа, десетина години Агрон инаку по професија режисер и театарски артист и филмски артист. Има долга кариера. Десетина години живееше и работеше во Лондон, во Royal National Theatre, во Royal Vic Theatre, во Young Vic. Така е и во уште неколку места, и баш онака прочуени. Меѓутоа студираше во Тирана. Да. И тие спомени, тоа познавање на Тирана од тие години сепак не беше важно, за да можеме заедно со албанскиот јазик да поминеме што подобро. Како поминавме, Агрон, во Тирана? Па начелно поминавме добро затоа што немаше екстремни протести. Овие беа 9 поред. И промената беше што овој пат беше во петокот вечерта, а не во саботата. Може би тоа беше еден знак дека нешто се менува, со идејата дека саботите и неделите се резервирани за викенд. Иако беше навистина скоро 40 степени температурата и во сабота и во недела веќе сите испребегаа на кај Се тоа бега кон морето. Кон морето и предпоставам дека добро се бања, дека ние моравме да се вратиме во Македонија, меѓу другото да подготвиме и овие парчиња што вечерва ќе ги прикажеме. Разговаравме со десетина луѓе, јас имав политички интервјуа, ти имаше интервјуа со видни културни, интелектуални представници на албанското општество модерно. Побаравме барем уште десетина, меѓутоа заради состојбите во Албанија приличен број на луѓе ни рекоа, знаете како е деликатно, не можеме, резервирани беа малку, така е. Поминавме онака баш 2 дена полни денови. Мојот впечаток е дека кризата во Албанија е прилично длабока, дека тие не се уште дојдени на точката кога ќе почнат да се договарат како да излезат од тоа. Една кратка само еден опис, затоа што не сум сигурен дали сите наши гледачи секојдневно следат што се случува таму. Главниот проблем, како во сите други земји овде во Балканот, е дека било каков проблем да искрсне, треба да се реши внатре во државата. Секој барање помош од надвор покажува дека не се дораснати и дека состојбите бараат гајданс, значи туторување. Така е. Родителствување. Так. Значи не сме пораснати, не сме возрастни. Тоа се однесува за Албанија, за Македонија, за Босна, Косово, Србија. За среќа на овие други балкански држави како Грција, Бугарија, Романија, кои што Хрватска се извлекува некако од ова наша балканска кал и треба да ни помогнат што повеќе да не грешиме таму каде што грешеле тие. Но еден од проблемите е темпераментот. Инаетот си е балкански, тој си е секаде скоро ист. Темпераментот некаде малу и пожив, може би и заради времето. Не знам што јадат и што пијат, но тие протестираат стално, но се талентирани да протестираат во најлошо време. Како прво, например, зошто протестирал пред туристичка сезона?
една земја која што се ослонува врз туризмот. Да заборавиме ова со датуми, главни, важни, историски Ќе доведат во заблегувања. прашање туристичката сезона. Кој би одел там? Многу туристички ангажмани се откажаа уште пред 3-4 месеци, луѓето почнаа да ја откриваат, затоа што Албанија е како нова планета во сончевиот систем, после 60-70 години одделени од цел свет, со еден кинески зид од Енвер Оџа, со 750.000 бункери. Вие сте биле многу рано таму, јас отидов 92-3, влегов преку Италија, и покрај тие приказки кои што ги имав слушнато од мојот родител, од татко ми, сепак ни мојата имагинација не можеше да замисли таква сиромаштија. Морам да Тоа е кажам, разликата која што. така е. Јас морам да кажам дека во последните 30 години многу често сум престојал во Тирана и секогаш кога ќе отидам и во Албанија, се разбира, гледам неверојатен напредок. Секое одење е едно ново Големи искуство, големи промени, а ја памтам, а и ти ја памтиш од времето кога практично немаше ништо. Така. Овој пат Тирана ми се виде толку убава. Тирана е еден медитерански град, еден модерен град со една прозрачност, со широки италијански булевари, таа и правена по италијански архитекти. Се уште може да се видат мешавини помеѓу старото и новото и така натаму, меѓутоа со една многу амбициозна развојна програма, со перфектна кујна. Мислам, рестораните во Тирана се навистина место кај што секој сладокусец за онаа медитеранска кујна ја препорака да се отиде. Но ние не отидовме таму заради тоа. Отидовме да ја видиме политичката ситуација. Затоа предлагам да во следните, да речеме, 20 на минути, одгледаме 3 интервјуа кои јас ги правев со видни политички аналитичари во Тирана, кои што ја опишуваат главно ситуацијата на неколку точки за кои ги замолив да говорат. Прво, што се случува, второ, зошто не можат да дојдат до решавање состојбите, трето, зошто отсуствува странско посредување, бидејќи очигледно дека странците воопшто ги нема за сега во приказна. Ако дозволите само една реченица, таму се осеќа стравот од 1997. 97 година паѓање на пирамидалните шеми предизвика тоа што секој го знае и тој страв се уште стои врз луѓето кои што тоа го доживеа, пошто не беше многу одамна. Така да тоа е стравот. Морам да признам дека нашиот прв соговорник кој што го имаме, тој е колегата Љутфи Дервиши, еден прекрасен политички аналитичар кој со години тој има свое шоу, прилично гледано на главната јавната телевизија во Тирана, каже една реченица која мене ми остави впечаток. Имено рече 97 година заваден беше народот. Сега ова кавга помеѓу политичките елити. И тоа е можеби објаснувањето зашто и во големите демонстрации животот си тече понатаму и на една-две улици зад демонстрантите се вечера и се забавува и се разладува како ништо да не се случува, а на демонстрациите беа собрани, па тие велат 120.000 луѓе, ама еве нека си и половина, па е тоа сепак многу. Затоа предлагам да не губиме време. Во наредните 10 минути ќе одгледате една практично течна анализа на колегата Дервиши, со кој мислам дека ќе добиете одлична една слика за тоа што во моментов се случува во Албанија. It's another crisis in the cycle of political crisis that Albania is facing since changing the regime in the early 90s. But this one is unprecedented because for the very first time, not only in Albanian history, but also in the continent, with one exception, Italy in 30s, the opposition boycotted the parliament, called it burning the mandate. The opposition decided not to go to the elections, and the likelihood of having a political dialogue it seems very, very difficult because there are conditions. The oppositions want the Prime Minister to resign, form a technical government, and then possibly get back to the system. The Albanian voters are caught in a political fight between the local political elite. So the crisis, it's not compared to 1997 as we hear often, because it's not from the people, it's from the top, it's from the elite. And the second thing is that in 1997 Albanians lost everything.
but 22 years later they have a lot a lot to lose. So in that respect, the crisis is and the violence is also vis-a-vis state buildings, state institutions, and police. But you are in Tirana now, and within few hours you will see probably one of the biggest protests, because people will come from almost all over the country. But even at the place that we are having the interview, which is like less than 50 meters away from the main square and the main speakers in front of the Prime Minister buildings, you will not feel it here at Rogner or 100 meters away on the other side or on the other block. And that tells that the anger of the protesters or the disappointment of the supporters of the opposition is contained. And so somehow, if there will be violence, that will be clearly a target to be blamed, which is the leadership. The second problem is that we have the local elections, which were decreed by the president almost 6 months ago, according to the constitutions. Now the president decided to issued a decree not to hold the local elections, and that was contested by the government in the parliament, and the parliament has started a procedure to dismiss the president, which is very rare because he enjoys a strong constitutional protection. And to make things more complex or more unthinkable, in order for the parliament to dismiss the president, it needs a verdict from the constitutional court, which does not exist in Albania, and it's going to take some time because of the unprecedented, unique reform of vetting of the judges, which started from the top institutions, constitutional court, high court. And so it's complex and it's messy. But what is interesting is that the referee, I mean the international community, this time seems very nervous or very determined not to be involved. Compared to the crisis, similar crisis 2 years ago, when the opposition protested in front of the Prime Minister building. They set up a tent there with the MPs and the old MPs from the opposition. This time they said enough is enough. I mean, what's the problem with Albania? What is the biggest problem? Both parties are pro-EU, both parties are for NATO, of course, both parties are for deep reforms, both parties agree, at least in rhetoric, on justice reforms. I mean, what's the problem? So the tyranny of tiny things is keeping country hostage, and to some extent even our neighbors, because Albania now and North Macedonia, they are waiting for a historic moment to open the negotiations with the EU. And the time is running out. The October will come fairly soon. And I'm afraid the Albania will continue to shoot itself in its own foot. And the political elite will not have in the mind the future of the country, but they will have, unfortunately, the personal political future. And the battle is not to defeat the opponent, but the battle is to destroy the opponent. And the solution is not by compromise and dialogue, but the solution is by seeing what will happen in the other camp. And now we are in phase 1 of the crisis, which is June 30. So it's not a day of the elections per se, because more than half of constituencies, there are simply no candidates, it's just one man. So even 3 people go there to vote. With 2 votes, you can be declared a winner and a mayor of the city.
But the opposition has declared that not only they will boycott the elections, but they will make it impossible to be held. And that will put the state institutions, namely police, in a very difficult position, because there are more than 5,500 polling stations all over the country. And most likelihood is that in some cities there will be elections orderly with low turnout. But in other cities, probably where are strongholds of the oppositions, or where the current local power belongs to the oppositions, they will make not only noise, but they will make some serious unrest. And that's the phase one. And the phase two of the crisis is July 1st. I mean, we are most likely going to see that the local power will go to the governing party almost, I hope not more than 100%, but certainly they will get all the local powers. And the big question is how to get the country in democratic route, and how to bring back political stability. The Albania case showed that whenever the Albania had free and fair and accepted elections by both sides, the country enjoyed a lot of not only political stability and institutional stability, but also economic growth and good advancement. That was the case of 2005, 1992 with the first elections. And whenever we had serious crisis, the Achilles heel remains the elections. So fresh elections in other countries might be an instrument to solve the problem, but here is just an invitation to more chaos, or creative chaos. So the perspective doesn't look so promising, but the precedent and the previous crisis has shown us one thing, that if they want to make peace, they can make peace very quickly. And if they want to fight, they can start fighting and dragging to this battle for considerable amount of time. When internationals, when Americans, when EU, they will intervene, and they will somehow force the actors to find a common ground and to find a solution. Up till now, and starting from February 16, the day when the opposition burned their mandate and boycotted the parliament, one thing has been more than clear, that guys, it's your mess, solve it. It's not likely, unless there will be serious events in the streets. So this time the internationals would like to see that some actors pay the consequences for their choices, and then probably at a later stage they might intervene, but not earliest than next fall. Така е, тоа е тиранијата на малите детали, како што би рекол колегата Дервиши, каде што немате големи причини за општествени судири, но имате конфликтни политички елити кои што инаку аграни на двете страни се прилично заглавени во историјати и во актуелности кои се врзани често и за криминали, често и за некакви интереси. Сме гледали ние и тоа и тука, меѓутоа таму е тоа некако многу повтренчено, многу по, како да кажам, исклучиво. Закоравено и разликите се многу по-остри и без простор, барем во момент за компромис. Народот, тоа што го рековте со колегата Дервиши предходно, целото таа енергија која што се избегна петокот и се надеваме дека ќе се избегне, и ако има некои судири не да таа крајност, таа 97 година во овој случај е позитивна, затоа што беше страшна,
толку беше страшна што луѓето се уплашени дека може да се повтори и знаат дека ништо нема да добијат на крај. Така да народот, мислам, обичниот граѓанин знае дека седи си дома, а тие кои што одат, зошто одат и како го прават, тие сами си знаат. Занимливо е што политичките анализи покажуваат дека без разлика што ќе се случи на викендот, Рама инсистира денеска и едно тело правосудно досуди, пресуди дека и покрај противењето на председателот на државата, пресуди дека избори ќе има. Председателот на државата кој по устав го распишува датумот за изборите, се обиде да ги оспори. Проблемот со Албанија е што не постои уставен суд, а не постои бидејќи веќе 2 години се во реформа на судството, каде што сите членови на уставниот суд ги исчистија заради криминални врски. И трае бескрајно ова бескрајно. И сега имате земја во која нема уставен суд кој може да ги толкува одлуките кои треба да се прават, туку имате само политички центри кои што се надпреваруваат меѓусебно. И ако се собере 2 со 2, тогаш резултатот би бил дека овие големи китови кои што ги бара Европската Унија, тие не сакаат веќе гирици да влезат и да тие сакаат кит. Големи китови кои што ќе ослужат и ќе служат за пример. Тие големите китови прават големи бранови. Следниот мој соговорник е Сотирач Крони. Сотирач Крони е политички аналитичар, тој е директор на Институтот за демократија и посредништво во Тирана, една невладена институција стара повеќе од 20 години. Меѓутоа беше и политички советник за безбедносни прашања на поранешниот албански председател Медани. Предлагам да го одгледаме и колегата Крони, кој што мислам дека ќе додаде уште малку објаснување на ова што Лјутфи Дервиши претходно го говореше. Probably because things have developed to such a situation that now the country lacks also institutions that would help solving the crisis. For instance, as you might know, there is no constitutional court, there is no high court, and probably there is also clashes of interpretation for different solutions of different authorities. So there is something different perspectives from the president's office, prime minister's office, opposition office, and there is no judge to solve this issue. Probably now it remains to the interpretation of each of them the way they see the solution of the crisis. So that's one of the things which deteriorates and does not give a solution. Other things have come to such a point now that probably I think they depend mostly from the political leaders. Otherwise, the whole situation will go to confrontation, but the most difficult thing what will be after the June 3rd. So what one can do with a government which is monolithic from local government and central government that it belongs to one party. So we go back to communism in one sense. And probably I don't know what internationals will do to this reality, let alone Albanians who are losing trust in institutions, in governance in general. You see, so far we had the experience, and there is also some kind of stereotype being created that any time that we have this crisis, there will be somebody from abroad coming, EU or mostly Americans so far. And actually now there is also an interpretation that legalistically, government is legitimate, elections have been illegitimate, the parliament is legitimate, and the elections that don't are kind of something that have to be carried out. Even for international, it's becoming more and more clear now that there are arguments in the position of the opposition towards in what opposition is arguing about election fraud in the country. But now there is no time that this be a convincing argument for the internationals to take an action. But as far as I know, there have been different channels of communication, especially from Germany, to try to find a solution and make the parties sit down. This has been basically communications with the head of the opposition, but also head of the government, the prime minister. So far, there is no kind of sign that the prime minister would try to see the holding of elections more realistically. There is really not unimaginable by anybody how June 30 will be. But that's not the least important. The most important thing is what comes next.
What comes next is that now, how I see the situation, I see that the arguments of the opposition for the manipulation of elections in the past, and possibly the current links between crime and politics are such that could never allow, that would be difficult to allow holding of free and fair elections. And after June 30, probably these arguments probably will be the mainstream, the main thought, the main perspective of all European, all internationals. So this will make, I think, my understanding is that then there will be another pressure to the authority, to the government here, and maybe also a solution that probably we might have in other elections, be it parliamentary, be it together with locally in the coming future months. Така и како што гледате, Крони точно ја дефинира кризата во смисла дека без разлика што ќе се случува идниот викенд во Тирана и дали ќе се одржат и какви ќе бидат локалните избори. Следниот понеделник после тој викенд кризата продолжува од каде што се станала. Тоа значи дека опозицијата и демократската партија во опозицијата и социјалистите на власта ќе морат на крајот да најдат некаква платформа за разрешување на таа криза. Ситуацијата многу личи на Македонија пред пржинските преговори, со тоа што опозицијата, Демократската партија во Албанија се труди токму тој модел да го истера. Тоа значи да, особено затоа што во меѓувреме се појавија и прислушувани разговори кои што ги објави германски Билд, но и не само тој, во кои што се говори за местење на изборите во претходните парламентарни избори пред 2 години. Сега со тој аргумент притискаат да се направи техничка влада, а потоа во едни комплексни преговори да се испреговара што понатаму ќе се прави. Следниот наш соговорник е господинот Генс Поло. Генс Поло е еден од најугледните политичари, припадник на опозицијата сегашна, на Демократската партија, кој што 30 години е пратеник во албанскиот парламент, а едно време во 90-тите беше и подпредседател на партијата. Генс Поло токму говори за состојбите на тоа како опозицијата гледа на сегашната власт и кои се можните излезни решенија од оваа криза. Само да најавам дека после Генс Поло ќе одиме на еден рекламен блок, па ќе се вратиме во студиото да продолжиме со оние други гости кои што исто така ги имаме на нашите репортерски ленти за да ви прикажеме и други интересни разговори. I hope for the best, and the best would be an understanding between the government and the opposition. First, because the elections with just one party will throw us back into the communist era. Second, there were serious reasons for the opposition not to participate in the elections, and the current opposition in the last local government elections had 49% of the vote, while the Socialist Party and their allies have some sort of 45. So, I mean, you have more than the half of the population by the previous terms not being represented. And one should add the constitutional reality. The president, who has the power of decree to set the election day, but also following general rules, also to suspend it, has decided to suspend in order to avoid a confrontation on the street. And we've had confrontations in the street between opposition supporters and the police, and there were from some opposition supporters objects, including one day Molotov cocktails thrown at the buildings, not at the police officers, but then very often a disproportionate answer by the police by tear gas and water cannon, but especially tear gas. So it's the climate of violence is there. It doesn't help anybody without a political solution. And to pretend like Mr. Rama does, we apply the constitution and we defend democracy, it's bizarre. It's a caricature of the real notions. The most difficult part for our government to accept is our request to have a transitory government, but that will need time to be properly explained, because we believe that in the last years, but especially in this last year, it was not just a backslide in democracy and rule of law, but the deep conundrum between government, senior members and organized crimes came to the fore.
Like in the case of Macedonia with wiretaps, we also have our own wiretaps. But the difference is that while the opposition published them in your case, and that were very preoccupying revelations in your case, now it's a German newspaper, with the biggest circulation in this country, particular country of Europe, to bring them about. That newspaper, Bild Zeitung, is the last one, but before the wiretaps, and there were official, not intelligence service wiretaps, Albanian intelligence service wiretaps, but they were from the prosecution, so they are legal proof in a court of law. They were first published by Björn and Voice of America, and then Deutsche Welle, and then in a very full extent by the Bild Zeitung. And now we have, or the Albanian public has vivid proof of what the opposition has been claiming for 4 years, 5 years practically, of that collusion. Germany has taken an interest, and the ruling party of Germany has taken an interest. The vice chair of the CDU-CSU parliamentary group has appealed for the parties to respect the decree by President Meta suspending the election day and engaging in serious dialogue, not just in talking past each other. I understand that this has a wider backing within the establishment there, but as we learn from the German media, Prime Minister Rama has turned it down, has turned the offer down, and the mediation efforts also have been rejected by him. I think that should Macedonia be alone, should have been alone, it would have gotten, with France willing to play along, it would have gotten the accession talks. I mean, Albania has not just the current political situation and the image of destabilization. I mean, it has been under the government of Edi Rama, serious problems have been created for Albania first, but they were sensed in Europe, in the EU, in certain countries of the EU more than others, in the form of migrants or asylum seekers with unfounded requests. But also the organized crime that I mentioned before, not just the organized crime which is somehow everywhere, but the collusion to an unthinkable spessor between government officials and organized criminals, organized government and organized criminals, as somebody called it, is of serious concern, and I think that has been that has been the main reason for certain member states to be skeptical. Some in the international community played all their cards in the justice reform thinking it will solve. It's sort of a magical deus ex machina. It's not. It will take long, and the success is not assured because it's a very complex thing, like in any country. So we are in that unfavorable situation. If Macedonia is decoupled from Albania, I think she might get it. Albania, unless a serious change takes place in July, August and September, that is convincing enough for skeptical people in the member states, it might get, but it's difficult. It's a difficult challenge. Јас сум тука, кога животот е убав и те обзема љубов. Кога со радост зборуваш, а уште посладко молчиш. Кога затвораш очи, кога брзаш, кога љубиш.
секогаш со тебе. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. You can bring your friends. Yeah, bring your friends. Некои работи е подобро да ги имаш дома. Кафемат Крупс Нескафе Долче Густо Инфинисима. За брза и лесна подготовка на над 20 типови на кафе. Заедно со 32 капсули за дегустација. Имајте ја сега со неверојатен попуст од 45%. Нептун инспирира радост. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Баланс Плюс киселото млеко содржи многу придобивки, извонредна кремаста структура со богат вкус и дури 2 пробиотски култури за одличен почеток на денот. Баланс Плюс кисело млеко. Кристина Дамил. Место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи и вкус. По неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Ресторан Гарден. Идеално место за организација на вашите свечени прослави, матури, крштевки, свадби, коктели и секако вид на промоции. Доволен е само повод. Ве очекуваме во нашиот топол амбиент во близина на кеот на Вардар. Резервации на телефонските броеви 078 385 385 и 075 230 330. Повелете секој ден од 10 часот до 1 часот по полноќ. Ресторан Гарден. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Марвел ги има Спајдермен, Ајронмен, Хулк и Тор. Но ние ги имаме вистинските суперхерои. А тоа се сите оние што доброволно ги чистат и средуваат нашите улици, мала, паркови и гралишта. Да ги поддржиме, но не само со зборови. Да се вклучиме или да помогнеме барем со тоа што ќе внимаваме отпадот да заврши во корпа, а не на под. Биди ти херој од соседството. За чисто, како дома исто. ЕУ за тебе. Некои тоа го сакаат дрско, а некои го сакаат нежно, романтично. Метрополи, како што го сакам, од Цермат. Сакам млеко. Расти среќно. Питовско млеко. За побогат вкус, изберете млеко со поголема млечна масленост.
Да, се враќаме после рекламите да ја дораскажеме приказната за Албанија низ нашите соговорници со колегата Агрон Биба, каде што поминавме 2-3 дена и каде што имавме можност да се сретнеме со многумина со кои што поразговаравме. Она што следува се 4 соговорници на колегата Биба. Агрон, со кого разговаравме таму и кои се луѓето што ќе ги видиме? Во целата бркотница со променениот режим на сообраќај и успеавме да, пошто сите тие згради институции се на едно место и театарот е тука веднаш до Министерството за одбрана, тука бил од секогаш, но е еден од главните, да речем, пречки или актери во целава ова криза. Самиот Народен театар е пред уривање веќе последните 15-20 години. И во времето кога сегашниот премиер беше градоначалник, не успеа после може година дена од обид и сега има веќе повеќе од година и пол протести од сите уметници кои што го бранат и љубители на уметноста кои што го бранат театарот од уривање. Тоа ме потсетува на ситуацијата со ГТЦ, да објаснам за гледачите да сватат подобро. Значи сега против господинот Еди Рама, против премиерот, се дигна и цела една интелектуална, актерска, режисерска, театарска, филмска една цела, која што не дава да се срутат, тоа се две зградички во самиот центар на Тирана, убави, но се разбира од едно друго време, а маркицата на нивната, да кажам, зацртана која бе тука би никнала зграда, сигурно 6 згради од кој знае колку ката. Роберт Будина, еден од соговорниците, вели од 200 милиони до милиарда евра. Така, и сега, меѓу другото, целен интелектуален слој го обвинува Рама дека со години се обидува да ги струши театрите, а да тоа место да изгради комерцијални објекти, па и таа конфронтација во тек која што ги турна некако на страната на опозиција. Точно, и да не забораваме дека 5 месеци пред тоа протестира и студентите. До декември. Така, тоа не се спомнува, но тоа исто е еден академски генератор. свет. Така, и се академски идни граѓани кои што 5 месеци протестираа, не дозволувајќи на ниедна партија да им приде, сака живот. Студентски, нормален, четворица европски. соговорници, на кратко, кои се тие? Јас, така се наредени, еден после друг, Ромир Зала, глумец, виден глумец, кој што моментално го глуми Јулије Цезар, па одговара на ситуацијата. Во Народниот театар. Во Народниот театар, но премиерата ќе биде во Саранда на 13 се извинувам, идниот месец, во театарот, античкиот театар Бутринти, каде што тука негде Цезар имал и војни во тоа време. И идеално да се зборува за некој кој што се обидува и тој е познат во историјата кој што се обиде целата власт да ја присвои и заврши така како што заврши. Мирела Богдани, универзитетски професор, Оксфорд алумнај, таа има завршено, таа е родена како фамилија, се 300 години во Тирана. Госпожа Богдани инаку во Англија живееше долго време. Живееше долго време во Англија и беше кандидат за европски парламентарец, прв албанец, албанка, за европски парламентарец. Конзервативната партија. Во конзервативната партија, многу блиску да се избере и за пратеник, но болеста од татко и ја спречи таа се врати, така се врати па остана. Следниот наш соговорник е Роберт Будина, режисер, глумец, театарски, филмски режисер, продуцент. Сите филмови, скоро сите филмови кои што доаѓаат со надворешна продукција поминуваат низ Ера Production, која што тој ја води заедно со неговата фамилија, жена, сопруга, која што исто така е режисер. Живец на тоа, еден од главните кои што е тука секој ден во последните 500 дена. И последниот енергија, полсо, бидејќи јас разговарав со него на вистина еден вака пригучен енергичен. Иначе брат на, се извинувам што прекрам, брат на Будина, Монди Будина, Едмон Будина, многу близок пријател, интелектуалец со Кадаре, Исмаил Кадаре. И последниот соговорник? И последниот е Лаерт Васили, исто глумец и режисер, кој што учевме заедно првата година, после тој продолжи и студираше во Атина, таму заврши, таму работеше, познат глумец таму, цел грчки интелектуален свет го познава, тој учествуваше и учествува и ден денеска во разговори по телевизиски студија. Тој е прочуен по една, да кажем, неславна епизода.
а тој бидејќи беше нападнат од грчките нацисти и беше речиси убиен, отепан, заради неговите албанско-грчки корени. И заради неговото залагање Еден настрада од неговите колеги. Така, еден од неговите колеги во Атина го убија, а јас памтам дека на времето тоа се случува пред 2-3 години, ако не се лажам, дека на времето грчката полиција го држеше под опсада грчкиот театар, каде што тој беше и живееше внатре со месеци. Меѓутоа, кога го напушти, го нападна и го претепа многу тешко, човекот се оправуваше. Целата светска јавност имаше CNN, BBC имаше за него прилози и така натаму. Предлагам да ги чуеме разговорите, а само да ги кажем на нашата ценета публика дека како што тоа обично бидува во сите згуснати времиња и набиени термини, разговорите кога ги преведовме од албански на македонски, се случи нешто со софтверот, па сега наместо да ги читате титловите под разговорите, ќе го забавам Агрон симултано да ги преведува додека ги слушаме нашите соговорници нивните искажувања, а на крајот ќе се вратиме на кратко во студиото за да се одјавиме. Агрон, поведи режија, пуштете ги разговорите. Во Тирана, глумец, режисер, продуцент, телевизиски албанец. Станата е познат за публиката после како комичар. Тоа е една посебна појава во театарскиот свет за поставувањето на Јулије Цезар на сцена. И во Албанија не се има случајно последно време. Обично Јулије Цезар игра еднушка во 10 или 30 години. Зошто? Па затоа што театарските трупи ја сметат за еден вид на представа која е тешка, дали содржински, начин на интерпретирање или пораките кои ги испраќа. Од нумизматиката спомнавме и вчера, за време на пробите, постои една монета која има плис, албанско кече и 2 саби. Па затоа сакам да те прашам, така, и одоздола пишува марските идови, 15 март. Да, 15 март. Еден ден после денот на пролетта, летник, некогаш 1 јануар. Така, некогашен 1 јануар. Тоа е денот кога го убија. Зошто го убија? Се случи тоа убиство, славно убиство на Јулије Цезар. Мирела Богдани, Оксфорд алумнај, професор универзитетски, член на Советот на Тирана, студираше за политика во Универзитетот на Оксфорд. Така да после сите овие 5 англосаксонски студирања и оставајќи настрана секоја скромност, затоа што се зборува за елитни светски универзитети, каде е доволно да се спомне Оксфорд и нема потреба дополнителен коментар. Јас во 2009 година се вратив во Албанија и поради многу причини можам да ја кажам причината клише. Ете се вратив да ја градам татковината, но сепак една од причините беше и таа, затоа што се школуваш, земаш една диплома експертиза, се експонираш на тоа западно културно искуство и зошто не? Се враќаш во твоето место, да допринесеш твој дел и после 10 години, јас овој август ќе исполнам цели 10 години од кога сум вратена, со едно големо разочарување, дека допринесот ниту се прима, ниту се вреднува, така да поради тоа мене ми е многу криво за мојата земја, за Албанија. Дека сите албанци кои што завршиле во елитни светски признати универзитети, како Ivy League во Америка или престижни британски универзитети, не се таму каде што треба да бидат, значи каде што секој би можел да допринесе. Адекватен поле каде што и експертизата, тие експертизата, затоа што сите албанци кои ќе се вратат, а се имат вратено многу албанци, јас сум сретнала многу такви кои имаат искрени желби да допринесат, и со најголема жалост ова го велам, се враќаат повторно назад, разочарани. Роберт Будина,
режисер и продуцент, заедно со неговата сопруга Сабина. Филмовите ги гледате. Се ми улюртуне. Зошто сме седнати тука? Што пишува тука? Брани го театарот, Алијанса за театар. Што е ова? Тогаш ќе се обидам да ви објаснам со што помалку зборови. Тука пишува, брани го театарот, затоа што албанската влада донесе и измени 9 уставни закони со намера да го урне сегашниот народен театар и на негово место да изгради еден друг театар, кој би бил многу помало од овој, просторно кажано, и со цел во преостанатиот дел од просторот да изгради 6 големи згради, од кои би профитирала некаде до 200 од 200 до 1 милијарда евра. А овие пари се од криминалот и дрогата која доаѓа и со овие пари подоцна да се купат гласовите во Албанија. Не сте уплашени вие од криминалот? Ние не се плашиме од криминалот, затоа што криминалот ја има фатено загуша политиката, не нас. Ако криминалот има некого на кого што сака да му се освети, тоа е некој од политичарите кој што им дал гаранција дека тука може да се гради, и не со нас. Криминалот ќе си бара свој начин да преживе, но никако преку нас, затоа што не сме ние тие кои криминалот не може да го убие целиот народ, но двајца политичари може да ги фати загуша. Лаерт Васили студираше во Тирана, потоа во Атина, 1997, почесен граѓанин на Делвина, каде што е роден. Тирана во почетоците на 90-тите години броеше 250 до 300 илјади население, додека денес со придодадените помали околни општини, Тирана брои до 1 милион жители. И таа мораше да понуди нови стамбени простори за сите тие кои сакаат да се доселат од сите места на Албанија. Ако јас ви речам дека настанува една Делта Сити, Д за Драч, Л за Елбасан, Т и А од Тирана, Делта Сити. Добро, се спојуваат Елбасан, Тирана и Драч. Добро е тоа или е лошо? Мислам дека има еден друг етимолошки план на спојување на зборови, кој е Дурана. Од Дурахиум, Драч и Тирана. Дурана. Тој, Дурана. Лаерт победува, јас се предавам, звучи многу подобро и поубаво. Дурана. И Елбасан, да го додадеме Елбасан, Ел Дурана, може, зашто не, добро, нека биде. Ми звучи малку како од Мексико. Монетата, кој ја коваше монетата? Монетата ја коваше Брут. Каде? Во Македонија. Тука се криеше во Македонија. Може би во Охрид, може би во Солун. Ето, овој факт не сум го знаел. Ја има ковано во Македонија. Океј. А плисот, каква врска има плисот? Па плисот во тоа време се сметал како символ на слободата. На слободата. Латински се нарекува пилеус, грчки пилос, на албански плис. На косоварски. И Брут ја коваше како символ за да покаже дека на тој ден се извојува слободата. Тирана имаше таа среќа кога стана престолнина. Позната е таа изрека кога Тирана беше прогласена за престолнина во 1925 година и дечките кои отидоа кај еден Чичо им река: Чичо, слушна ли дека Тирана стана престолнина? Тој им одговори: блазе си на Тирана, тешко на тиранците. И ова изрека испадна стана вистинита. Несомнено дека Тирана имаше голем подем и развиток економски, социјален, културен, но од друга страна има и едно големо лошо. Затоа што автохтониот комунитет почнува да се собира, да се суши и преминува во миноритет, малцинство. Така да мене ми се јави идеја за да се создаде една невладина организација, друштво, за да може овој комунитет да биде представен со нејзина мисија и цел да биде таа на зачувување на културното, историско
културоле, историке, и архитектурно наследство на градот, но и на идентитетот и на вредностите на комунитетот. Значи се работи за два елементи градот, физичкиот дел и комунитетот. Ние протестираме повеќе од година и пол, од кој една година и некаде 10 дена, непрекинато сме протестирале секој ден повеќе од 2-3 часови, секојдневно, за Народниот театар, но не само за Народниот театар, за албанската демократија. Кога, во кои часови? Се собираме секој ден, од 7:30 и седиме до 8:30, а потоа се дружиме и после тоа дискутираме за феномен. Ова го правите 500 денови, 500 денови последователно. Демокрацијата не се учи во еден ден. Демокрацијата е еден долг процес, каде што луѓето треба да си го научат своето место во друштвото. И додека не разберат, ние и натаму ќе останеме се додека не ја добиеме бараната демократија. Јас си припаѓам на една фамилија со влашко потекло. Имаше еден конкурс со дечиња кои рецитираа стихотворби. Јас си ги рецитирав на влашки, затоа што тоа беше мојот јазик. Кажи уште еднаш. Не се сеќавам сега како сето тоа продолжува. Јас добив една пофалница за моето рецитирање и кога си ја барав за да ја видам, моите дома не ми ја даваа и многу години покасно ми кажаа дека дошле и ја зеле назад. Затоа што сум рецитирал на странски јазик, истата вечер. Не знам, не се сеќавам сега, бев малечок. Албанската држава, сигури ми, тие кои што го организира, може директорот, тие ја зедоа пофалницата на едно дете, Берти Будина, 5-годишно дете. Да, ми ја зедоа пофалницата. Јас со мајка ми зборувам турски, јас со мајка ми зборувам грчки, со татко ми албански и јас. Но сите делови на Балкан, на старата Илирија и хеленизацијата, наследувајќи ги алките од Бизантија и Османската империја, жителите кои што ги представуваат тие две империи, Византиската и Османската, тие жители зборуваа најмалку 3 јазици, албански, грчки и турски. Често си зборувал за ова. Би сакал да кажеш нешто што не си кажал. Имаат ли некој израз грците кој што велат за албанците? На грчки, ако некој тврдоглав, велат кефали арванитикос, значи албанска глава. А турците сон Арнаут инада Аллахын беласе. Турците велат инаетот на албанецот Господова бела. На канчелуарто? Не погодиле, значи. Гледајќи во историјата, водачите на тие војни беа со албанско потекло. Зборуваш за ослободителната војна на Грција. Па и за тоа 1821 и од едната страна на Османската империја, битката во Парга, која што за да ги победи западните сили, Османската империја нема некои морски капетани, донесоа еден пират, Барбароса, албанец. Само тој успеа да ги победи. Ова докажува дека за време на војната албанците се добри, знаат што прават со војната, ама во мирот не се снаоѓаат, не администрираат. Јулиј Цезар. На славјански, руски. Цар. Доаѓа од Цезар. Цар. Затоа што тој зеде целата власт на враце. Како тоа да, како можел така еден човек да владее со све? Ти како Јулиј Цезар. Добро е така? Не, не е добро. Тоа и го велев. Една среќа што ние сега во овој момент ја ставаме на сцена. Една представа која кореспондира и покажува со прст на ова ситуација актуелна.
И преку тоа за власт, борбата за власт, покажува дека нема сенс, дека еден човек треба да собери цела власт во своји раце, да биде толку арогантен, за да оди дотаму да го дискутира просперитетот на цела една земја, како што Цезар тоа го направи со Рим, со неговата ароганција. Една жет за власт. Кога е представата? 13 јули во амфитеатарот, се извинувам, театарот во Бутринти. Кој е бën njerëzit që jetojnë në të, apo jo, komuniteti. Kështu që këto dy komponent ishin ato që ne trujmë edhe identitetin, edhe vlerat. Тирана, таа промена со комунитетот беше причината која што Тирана е дикушме. од некогашна Тирана многу мало има останато. Само центарот историски. Само тој историски центар е останат. Тој историски центар кој што се изгради во 20-тите, 30-тите години владење на Зогу, соработката помеѓу албанската влада тогашна со Италија. Ево овдека веднаш беше театарот, киното 17 ноември или Кинема Национал, граден од италијаните за време на Зогу. А токму тука беше мојата баба од мајка ми. И таа беше од Тирана, од фамилија на Албани. Тука играв јас, како мало момиче. Кај Нандаја, така ја викав бабата, така ја викаме ние, Нандаја. Кështu i tashi, tani po të bish në knifet, sepse kur... Сега, тука ништо не се препознава. Тука се моите војковци. Тие куќи веќе не постојат. Tani nuk nife, këtu është vetëm pallate. Овде само згради, бетон. Затоа ми е жал. И тој историски центар е една стрвност на луѓето кои што сте на власт. Дали тие на локална или главна власт, тие кои што владеат со Тирана, не се од Тирана. Тие немаат никаква историја, никакво паметење на Тирана. Ако бев јас или некој друг од Тирана, да бевме на чело на Тирана и велам за некој Тиранас кој што е идеалист, а не од тие тиранаси кои што продадува све и даде. Ке има и тоа дека ова е мој град, дека мојата фамилија тука живее 300 години. Имаш некој далечни респект, нека врска со твоите предци. Ако дојде некој од некоја провинција за некој село од Албанија, нема таа љубов која што треба да се има за градот, тоа е тоа. И така да овие последни 4 години и со актуелниот градоначалник само мислат каде да изградат бетон, зграда. Најлошото е дека и на тоа што остана, историскиот центар на Тирана. Тоа се докажа и со желбата да се уништи иконата, архитектурата на таа центар, кој што е Народниот театар. Да се и тоа да се порамни, и сараите кои што се карактеристични за Тирана, кои што се позади театарот, да се изградат 6 згради, значи бетон. Тоа е тоа. Ова Тирона Интелектум, друштво, невладина организација кој што ние изградивме, е да го спречиме тоа. Се осетив многу лошо. Јас го сакам албанскиот јазик и секој треба да си го сака својот јазик. Ако не го сакаш својот јазик, како ќе се поврзи со другите? Јас се викам Агрон. Што значи тоа? Тоа е име на цар. Да, албански цар. Значи, јас во име на името кое што го носам, можам да ти ја вратам таа пофалница? Ево овде ти имам посветено. Ова е една честитка разгледница купена во Стратфорд апон Ејвон. Кога глумев таму, го играв Шекспир, Тимон од Атина. Потпишав две големи книги на албански. И не бев имав само долна облека и архивистата ми бараше да се потпишам. И таа се зачуди.
Зошто ме гледате така? Па јас не разбирам што пишувате. Јас реков ништо, само се фалам, радосен сум, не ни паметам што напишав. Но знам дека напишав дека сум многу горд и го напишав на албански, затоа што го сакам албанскиот јазик. Овде нешто пишува. За ученикот Роберт Будина, кој што денеска рецитираше, ова е пофалницата која што мене ми ја зедоја. Таа идеологија комунистичка. Го прифаќаш ли опростот оден албанец за тоа што албанците го направија? Секако дека ја прифаќам. Ние сме продукт и на тој контрибут допринес кој што моите родители го дадоа за комунизмот, затоа што не знае каде ќе заврши. Не само тие, јас им опростувам и на моите родители кои што за еден идеал се бореа за Албанија и на крајот на неговиот живот татко ми и дедо ми кои што беа 41-ва, во последните зборови негови од комунизмот, татко ми бараше прошка. Извини, синко, тргнавме за идеализам, но не стигнавме. Тој ден, јас разбрав дека требаше да станам господар на мојот живот и на мојата демокрација. Татко ми се обиде, некој го злоупотреби, јас ќе се обидам да не ги правам тие грешки. И Илир, како фримен, како слободен човек, ама и Илир и како ефтин човек, се продаваме лесно. Сакаме слобода, ама се продаваме. Па нас не има коштано тоа. Мерценарството. Страдиотите. Да, страдиотите. Да те ориентирам, извини што те прекинувам. Сакам една друга изрека која што ако постои на грчки. Да ти кажаме на турска? Арнаудун ен ејаси ипте курусун дераси. На најдобриот албанец да му се суши кожата на конче. Како ти звучи тебе ова? Мене ми звучи како... Ти се буди нешто во тебе? Замисли на најдобриот да му се суши кожата. Ова докажува дека Турската империја единствениот јазик кој што го забрани беше албанскиот. Ако другите се учеа, албанскиот го забрани. Има се паракадо, виксамуто дромос. Те молам. За каде оди овој пат? Се паракадо, виксамуто дромос. Каде оди мелејат? Куо вадис? За да завршиме, што ќе правиме? Твое мислење. Не можам со една реченица. Со неколку, ама дај еден крај. Јас не зборувам повеќе. Затоа што ние од Византиската империја на Османската, па потоа диктатурата на пролетаријатот, во 90-те години беа така крхки години кога Албанија стигна до цивилна војна, ние можеме да зборуваме од 2000-та навак. 20 години. И за овие 20 години календарски време, толку години Скендербег, Джерчка Стриоти, Лешката лига, за толку 20 години, Лигата на Арбор, имаме пак 20 годишна дводецениско. Ќе влеземе ли во Европа? Тоа што има со Албанија. 900-тите години имаме ноли, славни ликови. Пак имаше револуција. 6 месеци беше само ноли, Ахмед Зогу го падна и имавме кралство, дојда странците освојувачи, германците, италијаните и повторно имаме диктатура на пролетаријата од Енвер Хоџа, која што падна 90-тите, 91-ва и за овие 20 години. Албанија во овие години не ми се допаѓа тој израз транзиција, но ева морам да го употребам. Адаптирање на ова последно време, чудни феномени се десија. Како со албанската класа народна, така и со политичката.
преовладеа еден светоглед дека политиката, често ме прашуваат, дека политиката е една посебност која што треба само од некои луѓе кои што треба да... Јас често сакам во медиумите, пошто тебе ти се допаѓа хеленизмот, да кажам дека полис, читет, град, политики, граѓанство, цивилство е едно право и за мене тоа е една обавеза. Треба луѓето да учествуваат во тие догодовштини, ако не се дел од тоа, тогаш си саможивен. А тогаш за време на Перикли саможивниот се вика идиотис. Од тука следува изборот идиот на латински и јас одбивам да бидам саможивен, во загради идиот. Така е. Одгледавме неколку соговорници, сите тие одбиваат да бидат идиоти од времето на Перикле. Перикле беше прочуениот антички војсководец кој што и донесе и порази и победи на античките атињани, а денешната Албанија во изминатиот час и 10 минути имавме прилика да го видиме тоа албанско општество и низ политички, и низ културно-интелектуални оптики, и мислам дека соговорниците на Агрон ни пружи едно посебно задоволство, бидејќи иако не говореа експлицитно за политика, практично говореа за она што денеска го чини албанскиот живот, албанското општество и така натаму. Агрон, каква е твојата проценка, бидејќи јас ќе направам една проценка, ама нашите може и да се разликуваат, што ќе се случува во наредниот период со Албанија? Па, може би и начинот на кој што тие одговара докажува дека тие веќе ги гледаат овие како минливи настинки. Се навикнати дека ќе се случуваат од време на време. Исто така сигурно се сеќаваат кога Хојти дојде пред 2 години и да беше во Скопје, Хојти од овде отиде Скопје и таму престана сите тие тензии. И овие тензии место сабота беа петок, па не беа некакви тензии, фала му на ситуацијата и на Бога што се вели. Така да и во нивниот разговор со нив се осеќа дека тие зборуваат за иднината. Значи мислат дека ова ќе е само дека е една епизода, минлива епизода. Морам да кажам дека и мојот впечаток е таков, иако се работи за еден клинч во кој што се влезени врвовите на политичките партии, и мислам дека бидејќи се гледа јас на демонстрациите, особено забележав како се веат германски знамења. Таму секогаш имало американски, секогаш НАТО, секогаш Европска унија, овој пат имаше повеќе германски знамења. Мислам дека нашата ситуација со средбите со Меркел и нивната ситуација, бидејќи таму ми се чини дека заменикот председател на најголемата владеачка партија во Германија е вклучен во некакви разговори за цената, можно и до октомври да дадат резултат, но ако не дадат, тогаш веројатно во политичка смисла ќе мораме да се простиме во оваа фаза со тој политички процес во кој што е влезена и Македонија и Албанија. Ние, починувани гледачи, пред да ве поздравиме и да ви препорачаме да продолжите да го следите и вечерното издание на вестите на 1 ТВ, да ви се благодариме што бевте со нас. Се надеваме дека и утре ќе бидете со нас, бидејќи утре е вторник, а тоа е денот кога оваа програма води колегата Александар Чомовски. Агрон, бива благодарам, се гледаме утре со колегата Чомовски.